Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Во наредниве минути зборуваме за урбанизацијата како една област од работењето на локалната самоуправа на Струмица. По тој повод во нашето студио е Софија Ристова Патрикова, раководител на секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште. Добро го прочитав, Софи? Да. Така, добре дојдовте во студиото на Канал Виз. Како сте? Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата да бидам гостин на вашата емисија. Поздрав до гледачите на телевизија Виз. Многу ретко сме имале можност да зборуваме за урбанизмот како област, она што можеби граѓаните ги интересира, но сепак не сме имале можност така директно да разговараме на таа област и комуналните работи по уредувањето на градежното земјиште, пренамената, урбанистичките планови. Се надевам дека во наредните минути ќе одговориме на повеќе прашања. Еве, искрено јас се надевам дека ќе одговорам, ќе ги информирам граѓаните за тековните проекти и реализацијата, она што е реализирано во изминатиот период и она што е во иднина планирано да се реализира. Так, а е во функција и во интерес токму на жителите на општина Струмица. И вие, почитувани гледачи, имате можност да бидете дел од оваа емисија, како што впрочем беше и најавено. Имавте можност да поставувате прашања до првиот човек на овој сектор при општина Струмица за она што ве интересира во делот на урбанизмот, комуналните работи и уредувањето на градежното земјиште. Софија, спомнавме дека таа една област каде што вие се обидувате да ставите ред во, ајде да не кажам тој градеж е хаос, едноставно ги постувате контурите како би требало да биде една урбана средина, односно со носењето на урбанистичките планови. Се работат ли нови урбанистички планови, она што ги интересира жителите на општина Струмица, кои се готови, каде се е завршена постапката, кои се плановите, на самиот старт за и околу урбанистичките планови кои што се во надлежност на вашиот сектор? Добро. Вака, значи, ако во изминатиот период оправдание на општината беше и на сите други општини законот за легализација кој од 2011 година е донесен и беше пречка за да ги носиме новите урбанистички планови и да ги вклопиме објектите кои што се изградени, дали со одобрение за градење, дали како дивоградби. Можам да споменам дека во изминатата година активни сме на тој план. Започнати се многу постапки за донесување на нови урбанистички планови, а и оние што беа започнати од изминатиот период се во некои завршни фази или веќе донесени. Да, и оние што беа започнати мораше да се сочека тој закон за легализација на дивоградбите за да бидат вклучени тие објекти и за оние урбанистички планови, мислам, тоа сакам да прашам. Точно така. Законот за легализација ги стопираше носењата на постапките за усвојување на деталните планови. Што значи тоа? Оние објекти кои што беа со црни точки бележени требаше да бидат вклопени во инвентаризацијата, односно во ажурираните подлоги на геодетските елаборати, за да може со деталните планови да се предвиде иден развој и услови за одредби за планирање. Морам да напоменам, еве, од неколкуте планови кои што веќе ги и усвоивме, односно ја добивме таа позитивна согласност од Министерството за транспорт и врски. Значи, во изминатиот период ги надминавме лавиринтите и пречките во тие лавиринти меѓу контактот на локалната и централната власт. Имаме усвоено детален урбанистички план за блок 10, тоа е во непосредна близина на агроберзата. Блокот е со намена стопанство, претежно е приватно земјиште, значи се дозволува иден развој на оние инвеститори кои што ќе сакаат да градат, но и дел е државно земјиште кое што во идниот период ќе биде понудено на оттуѓување и интересно за нови инвестиции. Така, инвеститорите кои што сакаат тамо, со оглед дека рековте дека добар дел од приватно земјиште, но има и државно земјиште кои што верувам дека општината ја има таа дозвола да врши продажба и привлекување на нови инвеститори. Точно така, ние имаме дозвола за менаџирање на земјиштето што е во државна сопственост. Исто така имаме измена на делот деталниот план во касарната.
Да. Тоа е блок 36 и блок 37. Во блок 36 остана уште една парцела која што е со намена домување во стамбени згради, која не беше дадена на оттуѓување, поради тоа што имаше една пречка, постоеше трафостаница, Така. која сега со измената ја отстрануваме, не, само ја отстрануваме и задаваме посебна маркица за таа трафостаница, а другата парцела ја делиме на неколку градежни парцели кои што ќе бидат засебно понудени на продажба. Овој план е во некоја завршна фаза, помината е јавната презентација, јавната анкета, се чека комисијата да го пушти планот во намистење на надлежните институции. Исто во делот на касарната е и парцелата која што е со намена за домување за старечки дом, за изградба на старечки дом, кое што е барање на граѓаните доста актуелно. Земјиштето беше вратено од страна на Министерството за одбрана на општината, но еден објект кој што се наоѓаше на таа парцела беше веќе продаден, оттуѓен од страна на Министерството за одбрана и тоа беше пречка за комплетната цела парцела да биде дадена на продажба. Ова исто го отстранивме и се надевам дека еве во периодот од септември ќе можеме да ги завршиме постапките за и оваа парцела да биде дадена на оттуѓување или на некое јавно-приватно партнерство. Други за урбанистички планови кои што во моментов се работат или пак планирате да се работат во иднина, пред да ми одговорите на ова прашање, сакав да ја прашам за урбан блок 10 кај Агроберзата. Велите за стопанство, значи тоа е нова индустријска зона ќе се отвара таму или? Да, секако стопанството е еден вид, односно намена лесна и незагадувачка индустрија, магазини, складишта. Дел од парцелите ќе бидат организирани за мало стопанство, односно од страна на општината се работи архитектонско-урбанистички проект за организација на неколку помали парцели, 20-тина, кои ќе бидат дадени на користење или на оттуѓување на занаетчиите. Значи, општината сака да го врати занаетчиството како занает, како активност во нашиот град. Знаеме дека проблем им е на занаетчиите со локации во градот, а вака ќе им понудиме да бидат сконцентрирани во некоја зона што е еве со соодветната намена. Так. Ќе се задржам бидејќи следното прашање беше за урбанизацијата на индустријските зони, ќе се задржам на ова прашање со урбан блок 10. Своевремено таму се планираше сега нели изграден таму пристапен пат од шумскиот склад до ајде да кажеме од другата страна до предавателот или македонската радиодифузија. Но се планираше и овде еден пристап од ако не се лажам, од кај автобуската станица. Дали се уште тоа како решение стои или не? Да, постои. Се работи на проектите, на проектот за мостот таму. Така. И еве ме подсетивте, можам да спомнам дека во индустријска зона Север, баш непосредно кај предавателот, каде што се случи таа несреќа хеликоптерска, позади Кванташкиот пазар, во најскоро време ќе бидат објавени на продажба 13 градежни парцели, кои што се со намена стопанство, значи повторно лесна и незагадувачка индустрија, магазини, складишта. Се надевам дека ќе бидат интересни за инвеститорите, за граѓаните, а и за странски инвестиции. Така. Значи, ова колку што ве разбрав, се проширува индустријската зона Север. Да. Со потегот од доаѓање кон македонската радиодифузија која што е овде во Струмица. Што правиме со урбанизацијата на населените места? Ова е некако не само проблем на општина Струмица, генерално во државата, некако населените места немаат урбанистички планови, се кочи тој, ајде да кажам, микролокален економски развој во локалните самоуправи, бидејќи може во непосредна близина некое село повторно да се размислува за индустријска зона или пак стопански капацитети. Вака, значи, ако општините имаат ограничен буџет и буџетот го користат онаму каде што добиваат прилив на средства, затоа и населените места беа некако занемарени во изминатиот период
но и поради законската регулатива. Доста се промени законот за урбанистичко и просторно планирање. Општина Струмица во моментот сме активни доста на полето на донесување на урбанистички планови за населени места. Во Дабиле утре веќе ќе има јавна презентација на урбанистичкиот план. Еве ја користам приликата да ги повикам граѓаните на населено место Дабиле во Домот на културата во 11 часот ќе биде извршена презентацијата на урбанистичкиот план од страна на планерот кој е задолжен да го изработи. Така. Во Добрејци исто за некој недела дена исто ќе има јавна презентација. Активни сме и во носењето на урбанистичкиот план на полето во Куклиш, во Градско Балдовци и во Просениково. Тие се во некоја завршна фаза, кои ќе бидат прегледани од страна на стручната комисија за урбанизам и доколку добијат позитивно мислење ќе бидат извршени исто јавни презентации, се надевам во летниот период, па септември некаде да завршиме. Ристова Патрикова, вака сега, сакам овде со оглед дека таа урбанизација можеби е блиска за еден малк број на луѓе. Малку да појасниме. Значи, станува збор за поставување на контурите како треба да изгледа една средина, односно урбана, рурална средина, каде се планира училиште, каде се планира. Како оди целата постапка? Општината покренува иницијатива, планерот го изготвува овршение, па потоа се дава на забелешки, сугестии од граѓаните, да не објасниде таа постапка бидејќи, нели, сепак граѓаните, еве, велите, утре ќе има во Дабиле, буквално можеби жителите на населеното место Дабиле прв пат ќе слушнат за нели таа подлога, како што спомнавте, тие црни точки, не знам. Затоа малку да објасниме што значи целата таа постапка, бидејќи ни најмалку не е лесен тој процес на урбанизација на одреден простор. Јасно. Согласно законската регулатива, општината поднесува иницијатива, односно програма за изработка на урбанистички планови до Советот на општина Струмица, каде што ги зацртува оние планови кои што се во идниот период планирани да бидат донесени. Дали во градот Струмица, дали за населените места. Кога иницијативата, односно програмата ќе биде усвоена на Советот, се задолжува планерот кој што е веќе договорен, значи кој го подпишал договорот со општината, да ги изработи плановите, се подготвува ажурирана геодетска подлога на која што се мапираат изградените објекти, се прави анализа од страна на планерот и стручните служби во општината, во секторот за урбанизам. Што значи таа анализа? Значи, она што е веќе изградено, која е намената на постоечките објекти, што е слободно земјиште, односно мислам на државно земјиште, каде што ќе може да се искористи за изградба на училиште, на старечки дом, на градинка, на игралиште. И овие насоки планерот ги склопува во графички прилози и во текстуални прилози. Тоа се доставува преку електронскиот систем е-урбанизам до стручната комисија, која што е формирана од 3 члена од општината и 2 надворешни члена со овластување за планери. Комисијата ги разгледува согласно законската регулатива, согласно правилникот, доколку се е како што треба, се дава позитивно мислење, стручно мислење и се распишува јавна анкета, јавна презентација. Согласно законот, оврска на општината е преку 2 јавни гласила, телевизија и радиоприемник, да ги информира граѓаните. Ние преку веб страната на општина Струмица исто така и социјалните мрежи. Јас искрено жалам што граѓаните не се информирани навремено за овие, затоа што тие се навремено информирани, не ја чувствуваат близината област, па потоа откако ќе бидат донесени урбанистички. Може би порано беше подобро преку местните заедници да се испраќаат покани за организирање, да се информираат граѓаните дека се организираат такви презентации, за да бидат помасовни собирите.
и на нас како стручни служби да ни биде полесна разработката на проблемите кои ги тиштат граѓаните. Значи, дали меѓата треба да биде на оваа линија или на друга линија, дали треба да биде намената за домување во стамбени куќи или стопанство и така натаму. Не, бидејќи ова го постави бидејќи еве сега кога имате презентација илустриран во Дабиле, човекот си има приватна парцела кој што можеби сега тоа е нели се во под претпоставка дека можеби се планира како стопанска зона, овој го планира за домување. Мислам, нели, негова приватна парцела и тога се настануваат оние проблеми. Плюс тоа, каде ќе оди улицата, каде ќе она, нели, патната инфраструктура секако тука се планира, како ќе биде ова електричното напојување и така натаму се планира овде. Мене ми беше збор колку граѓаните доколку дадат своји забелешки може да бидат вклопени во нели тие јавни расправи во урбанистичките планови. Доколку сите граѓани кои што имаат забелешки пополнуваат анкетни листови и тие се доставени до комисија која повторно ги разгледува анкетните листови. Оние забелешки кои што се прифатливи согласно издржани согласно законската регулатива ќе бидат вклопени во измените на планот. Она што не е се доставува образложение писмено до граѓанинот кој што го поднел анкетното ливче. Сепак морам да напоменам дека урбанистичките планови се еден вид на закон. Значи, она што е приватна собственост и катастарска подлога е само едно. Урбанистичкиот план е закон кој што важи, каде минува сообраќајница, каде треба да биде стопанство, каде треба да биде домување. Сепак мора да има некаков ред во просторот во кој што живееме. Апсолутно. Иста ли е постапката ако евентуално се покрени иницијатива од приватен инвеститор за урбанизација на одреден простор? Ова го прашувам Софија бидејќи знаеш велат овој го финансира носењето на урбанистичкиот план, мојата забелешка нема да биде прифатена. Апсолутно да. Постапката и во однос на приватните иницијативи е иста. Значи, но и таму има јавна расправа. Има, исто. Значи, само иницијативата е од приватно лице. И планот кој што е по иницијатива на приватно лице е со само финансирање од страна на инвеститорот. Општината доколку нема интерес во идниот период да прави промени во тој дел на планот, инвеститорот има право сам да си го финансира планот, да си ангажира сам планерска куќа. Иницијативата повторно се доставува до комисијата повторно праќа до Советот за одобрување, односно вклопување на иницијативата во годишната програма годишната програма за изработка на урбанистички планови. Потоа следи информирање дека иницијативата е исполнета, е одобрена и планерот е ополномоштен од страна на приватниот инвеститор за да аплицира во системот урбанизам и да започне постапка со усвојување на планска програма прво, па потоа и доставување на предлог планот. Софија, ако ве прашам колку прилика трае носење на еден урбанистички план? Вака како што ми објаснувате, не е мала работа, тука ми стои повеќе од една година или? Да. Еве, ако во изминатиот период спомнав дека имаме планови кои што се започнати од 2011-2012 година, па тек сега добиваат позитивно мислење од страна на Министерството, постапките се долги, не зависат само од општината. Ние можеби сме само оние кои што го водат процесот на донесување на планот. Планот мора да оди на позитивно мислење во катастарот, позитивно мислење во другите надлежни институции, мораме од музејот да добиеме соодветно позитивно мислење од животна средина и транспорт и врски е веќе последното. Кога веќе ја добиваме позитивната согласност од транспорт и врски, повторно се носи планот до Советот на општина Струмица, кој што односи одлука за усвојување на урбанистичкиот план. Тогаш како официјален документ стапува на сила. Често пати го спомнувавте и на самиот почеток рековте дека се чекаше на таа легализација на дивоградбите. Како стоиме ние во нашата општина? И знам дека таа легализација на дивоградбите беше една кошница, можеби за Струмишани, најболното прашање за пред се областа Софилари, кој што или Безденик, не знам како е именувана,
но во секој случај таму беше најголем проблем. Како стоиме работата со легализацијата на дивоградбите и дали овие населби таму веќе почна да се работат урбанистички планови? Вака, законот за утврдување на правен статус на бесправни објекти беше донесен во март 2011 година. Каков таков, со сите своји позитивни предности и негативности, можеби повеќе негативности со текот на изработката на предметите, односно со проблемите со кои што почнавме да се соочуваме ние како администрација, која мораше да ги изработи тие постапки, но и граѓаните. Јас морам да напоменам дека диво изградените објекти не секогаш биле диво изградени затоа што граѓанинот не сакал да извади одобрение за градење или друга документација. Можеби подоцна не можат да го упишат објектот, немаат согласност со сопствениците, имаат проблем со соседите затоа што мора да имаат согласност од нив. Така, еве, Законот за легализација заврши заклучно со 31.12.2018 година, со сите продолжувања, дополнителни рокови за комплетирање на документација. Кај нас во општина Струмица беа поднесени околу 13.000 барања, од кои што на крај комплетирани со комплет документација беа околу 7.700 барања. Останатите, значи тоа е некоја половина од вкупниот број. Имам интерес, поднесувам барања, ама... Да. Останатите беа веќе во изминатиот период и одбиени, има добиено одбивно решение од страна на општината поради некомплетирање на документацијата, односно недоставување на геодетски елаборат. Од комплетираните за 3800 предмети се издадени урбанистички согласности и пресметки. За околу Предпоставувам, ако од тие 7.000, некаде околу повторно таа бројка. Да, околу 3.300 имаме издадено решение кои што веќе се правосилни и спроведени во катастрото и граѓаните си имаат имотен лист за своите објекти. Јас морам да апелирам за оние кои што имаат урбанистичка согласност и пресметка. Навремено да доаѓаат да ги плаќаат, да го платат тој надоместок од 1 евро за метар квадратен, за да можат да си добијат имотен лист. Сепак целта на законот беше тоа на крај да сите објекти бидат впишани во катастар, граѓаните си имаат можат мирно да спијат кога имаат имотен лист и така натаму. Значи, се спомнува дополнителен рок за нов закон за легализација. Јас сепак тоа е во некоја подготвителна фаза, доаѓаат граѓаните, прашуваат. Сакам да апелирам да не го чекаат рокот за легализација, онаму каде што можат да си ги регулираат барањата, да си поднесат комплетна документација за да си добијат одобрение за градење. Да не се злоупотребува носењето на новиот закон, затоа што се соочивме и со такви проблеми. Поради тоа имавме и ние како комисии проблеми со истражни постапки, судски и така натаму. Постапки кои што ги кочеше ти урбанистички планови, објекти ги изградени можеби после 2011-та, па се мислеше дека па треба да се докажува и така натаму. Не ми одговоривте, Софилари Безденик, што се случува таму? Вака, Софилари конечно ќе стасаме до јавна презентација на урбанистичкиот план. Еве веќе наредна недела е закажана стручна комисија. Ако комисијата даде позитивно мислење по однос на планот, ќе бараме граѓаните да бидат присутни на презентацијата, да си ги кажат своите мислења по однос на она што е зацртано во деталниот план и да можеме конечно да го продолжиме со постапката кон останатите мислења од надлежните институции. Претпоставам дека оваа област некако ви стои како црна дупка во сите тие... Често поставувано прашање, проблем со кој се соочува и општината. Еве и ние, колку и да сакаме да ги реализираме нашите обврски како општина, значи да обезбедиме, да ги асфалтираме патиштата, да обезбедиме приклучок на инфраструктура. Сепак сме ограничени во оние постапки, затоа што мораме и ние да извадиме одобрение за градење. Се што работи општината исто работи по законска регулатива.
за да се асфалтира една улица мора да добие одобрение за градење на таа улица, а за да добие одобрение за градење мора да постои тој детален урбанистички план, да биде зацртана. Без детален урбанистички план, ниту патна инфраструктура, ниту она останата. Така. Добро, ова го реков со Филари таму, бидејќи често пати го слушам, може да ме коригирате, дека Струмица се планира да се проширува северно, ако не се лажам, или кон после Софилари. Да, така. После затворот, односно така. после таа зградата на Елком. Така. Што е како граница. Тоа се контури кои што се постулат нели на подолг временски период, или тоа генералниот урбанистички план, како е визијата на таму, или ќе се шири градот, дали на таму е планиран, мислам има генерален урбанистички план во тоа насока, кои се видови, таму има и парцели кои што чекаат луѓето. Да. Постоечкиот генерален урбанистички план за град Струмица го предвидува ширењето на градот во таа насока. Во моментот работиме на измена на тој генерален план, баш поради легализираните објекти, затоа што оние два блока, веднаш после затворот, односно после зградата на Елком, кои што се планирани за едниот е за домување во стамбени згради, едниот е за домување со намена домување во стамбени куќи. Постојат веќе изградени некои објекти кои што се наоѓаат веднаш на границата помеѓу двата блока, односно онаму каде што треба да поминуваат сообраќајницата. За да не треба општината да ги руши тие објекти како што е зацртана сообраќајницата, односно само да ги вклопиме објектите, ние носиме измена на генералниот план за да ја дислоцираме таа сообраќајница. Оваа измена е веќе исто во напредна фаза. Ќе има јавна расправа во наредниот период. Дел од измената исто се однесува и на блок 12, она е блокот во кој што се наоѓа стопанството, односно Стара Треска, Герас Цунев, кое што стопанство веќе подолго време, согласно закон, не е дозволено во урбана средина. Со измената на генералниот план го дислоцираме стопанството во оние зони во кои што веќе имаме предвидено индустрија. Тоа е во насока према населено место Дабиле. А на местото на Треска се предвидува изградба на колективни згради, односно стамбени згради. Така, значи дефинитивно градот ќе се шири како му доаѓа тоа? Северно. Добро, кон општина Василево, барем општина Василево. Разберам. Тој генерален урбанистички план и претпоставам дека и постапката за тој документ е на малку поопсежна, не е така лесна, бидејќи тоа станува збор за генерален план од каде што пак се црпат деталните урбанистички планови. Точно така. Ова е веќе започната постапка, измена на генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план на град Струмица е донесен 2002 година. Претрпел измени во 2006 со проширување на планскиот опфат и 2010 во однос на блок 10 кој го спомнавме кај Агроберзата, со кој што е дислоцирана железничката пруга. Планскиот период на генералниот план е веќе поминат. Се уште е на важност до донесување на нов генерален план. Во моментот ние работиме на анализа, на собирање информации, кои моменти во градот треба да бидат променети, што е тоа што недостига на градот, а ние како урбанизам го немаме зацртано во генералниот план, дали ни недостига училиште во некоја средина, градинка, еве старечки дом, игралишта, можеби болница, локација за болница, имаше доста интерес за изградба на нова болница, приватна. Сето тоа е во фаза на анализа и се надевам дека во најскоро време ќе седнеме со планерот за да почнеме да ја изготвуваме документацијата за новиот генерален урбанистички план. Да, овие работи кои што сега ги спомнавте, нешто беа планирани во касарната, но таму се случи една градежна офанзива. Вие пред малку спомнате или на самиот старт дека планирате таму одредени парцели блок 36 и 37, каде што планирате да ги сецкате овие парцели, за да не можат на една парцела да се градат по две колективни згради, бидејќи или повеќе. Или повеќе. Така. Сепак станува збор за поголеми градежни парцели кои што беа оттуѓени и
согласно законот можат да бидат организирани со повеќе површини за градење. Сега оваа постапка, оваа шанса ја користиме ние како општина, ние да ги дефинираме површините за градење, за да не биде злоупотребено од страна на инвеститорите, односно на една парцела да се подигнат повеќе или да бидат една до друга во непосредни близини, а да не биде согласно законот. Так, што значи сега ова го минимизирате, колку што ве разбрав. Апсолутно, Една парцела, една зграда, колку што ве разбрав. Да. Што правиме со оние објекти од касарната? Имате ли има одредени објекти кои што можеби ги добивте? Може ли да се случи пренамена на дел од овие објекти? Еве спомнувате тука изградба на старечки дом во касарната, повторно на парцела, но има објекти кои што се тврда градба, можно ли да се искористат? Како е планирано тој дел? Апсолутно да. Еве, во изминатиот период и градоначалникот објави дека во инкубаторот, во зградата, се адаптираат просториите кои што ќе бидат дадени на невладините организации користење. Пред 2 дена стигна согласност од страна на Министерството за труд и социјала за изградба на нова градинка непосредно до инкубаторот, која што ќе биде финансирана со грант од Светска банка. Јас се надевам дека оние административни ситуации ќе се решат во најскоро време и ќе почнеме со изградба на градинката. Општината си ја заврши својата обврска, го изработи основниот проект, го дадовме одобрението за градење, аплициравме и еве пред 2 дена добивме согласност за изградба на таа градинка. Што се однесува до другите објекти, постоечките, општината е секогаш расположена за, доколку се појави интерес за јавно-приватно партнерство, за адаптирање на објектите. Тие се во доста солидна состојба, но сепак се бараат и одржување. Одржување и дополнителни инвестиции, сепак мораме да признаеме дека со тек на времето и се амортизирани, но дали тие, ми беше зборот, ќе се пренаменуваат, еве, рековте по пат на јавно-приватно партнерство или пак ќе бидат... Постои една анализа, дел од парцелите кои што беа со намена за компатибилна суперструктура, инфраструктура, каде што требаше да биде сместена гасната станица, а веќе имаме друга локација за неа, да биде пренаменета. Јас сепак ќе оставам на анализа, дали ќе биде со маркица за изградба на болница, дали со маркица за изградба на училиште, значи оставам да видиме во наредниот период. Меѓу другото, кога правите урбанистички плани, кога нели тоа стручно се анализира, секогаш давате мислење и во одредени некои објекти, спортски пред се, базен, спортска сала, игралиште. Мислам дека во Струмица има локации каде што ќе се подигнуваат, каде, ако може да ни каже Ристова Патрикова, мислам дека и нешто преку Агенцијата за млади и спорт, нешто преку ФФМ. Да. Преку Министерство за образование пред се, одобрено ни е изградба на спортски сали на 3 локации во град Струмица и во населените места. Веќе аплициравме за локацијата кај училиштето Никола Вапцаров. Во нареден период очекуваме со реализација на овој проект, значи ние нашата обврска ја завршивме како општина, останува на Министерството да започнат со изградбата на објектот. Наредно, во дворот на училиштето Сандо Масев, исто така се планира изградба на спортска сала, која што дискутабилно е дали ќе може да биде користена и од страна на гимназијата Јане Сандански, затоа што и они имаат потреба од изградба на нова спортска сала, а локацијата е таа, толку дозволува, не можеме на еден простор да сместиме 2, за да можат да бидат користени и од... Дека се струши Еве, се надевам дека ќе ги надминат овие препреки и ќе можат да се договорат. И во населено место Муртино, во училишниот двор, исто така се планира изградба на спортска сала. Што се однесува до изградбата на затворениот базен, планиране во непосредна близина на училиштето Никола Вапцаров. Имаме ние таму завршено
со одобрение за градење, комплетна документација поднесена, останува на Агенција за млади и спорт дали ќе го одобрат ова или ќе бараат друга локација. И во паркот, непосредно до постоечкото игралиште со вештачка трева, фудбалско игралиште, заедно во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и Академија Пандев ќе биде изградено уште едно помошно игралиште со вештачка трева. Да, Ристо, морам да признам дека има многу што да се зборува, но веќе времето не ограничува. Јас предлагам да направиме една пауза овде, со оглед дека имаме и прашања од наши гледачи и оние кои што не следат на Facebook страната на Канал Виз, па и да посветиме внимание на нивните прашања. Почитувани гледачи, ви благодариме за сега за вниманието. Следува една мала пауза, па потоа и прашањата кои што стаса на нашата адреса во делот на урбанизмот. Повторно се враќаме во студиото на Канал Виз. Ја следите емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Софија, Ристова Патрикова, раководител на секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште. Ова е навистина премногу големо. Предолго е, да. Така, со неја разговаравме во првиот дел за и околу плановите, каде се планира урбанизација, нови урбанистички планови, каде ќе се шири градот и така натаму, но сепак Софија, рековме дека имаме прашања и од наши гледачи кои што не следен и поставија прашање на Facebook страната. Да не должиме со времето, првото прашање вели вака: што правиме со урбанизација на Куклиш? Секој кај што сака си гради објект. Куклиш е урбанизиран како населено место. Постои урбанистички план, можеби постар. Во моментот работиме на измена на односно на носење на нов урбанистички план за населено место Куклиш, во кој што ќе бидат вклопени оние објекти кои што веќе се стекнаа со статус на легализирани објекти. Јас не се согласувам дека секој може да гради кај што сака. Си постои закон за градење, согласно законот за градење, оние кои што имаат парцели во населено место Куклиш можат да се изработат архитектонско-урбанистички проект за уредување на нивната парцела и основен проект со кој што ќе аплицираат кај нас за да добијат одобрение за градење. Доколку има изградба на објекти кои што се без документација, ве апелирам до граѓаните на Куклиш да ги пријават до надлежните градежни инспекции за да може да си постапат. Да разјасниме. Сега ова прашање ме поттикна и мене. Дворете кај што има урбанистички планови. Например, населено место кај што нема урбанистички план. Може сам да си гради без ваша консултација на приватно земјиште? Не, или никако. мора и кај вас, иако нема нели ова населено место урбанистичка? Никако. Значи, градење без одобрение за градење не е дозволено. Онаму каде што немаме урбанистички планови, постои во секој можност иницијатива од страна на инвеститорот, кој може да си поднесе за да го урбанизира просторот, дали на трошок на општината, дали на свој трошок. Да, значи не зборам за приватна парцела, еве на пример во едно населено место има декар земјиште кај што вели во селото ми е така ќе си подигнам куќа. Значи мора да извади одобрение мора да извади одобрение, мора да биде согласно некаков урбанистички план. Така. Или планска документација ако не се лаже. Планска документација, да. До кога ќе газиме вокал по Софилар, нон-стоп се зборува, легализација, ама нема ништо. Мислам дека одговоривме, но еве повторно. Повторно ќе споменам, урбанистичкиот план, деталниот урбанистички план за Софилар, односно блок 39 и блок 40, веќе е доставен од страна на планерот во секторот за урбанизам. Наредна недела ќе има седница комисијата за да даде соодветно стручно мислење. Ако е позитивно мислењето по однос на планот, ќе следува јавна презентација, јавна анкета на која што граѓаните ќе можат да си се произнесат дали тоа што е зацртано е со нивно одобрение, дали е така како што сакаат, дали имаат забелешки, кои забелешки потоа од комисијата ќе бидат повторно разгледувани и вклопени во планот за понатаму да следат мислењето од другите надлежни институции.
Да, и, сигурно ќе биде објавено тоа преку јавните гласила кога ќе има јавна расправа, а ние тука како медиуми ќе го следиме. Ќе се урбанизирали местноста Чамлак, таму има интерес да се градат викендици, но ништо нема. Чамлак. Местноста Чамлак, дел е урбанизирано. Тоа е таа елитната населба која што така ја нарековме, блок 25 и блок 26. Урбанизирано е со градежни парцели со намена за домување во стамбени куќи. Поголем дел од земјиштето е приватно, слободно може да си комплетира документација доколку се наоѓа во склоп на тие блокови. На тој детален урбанистички план. Чамлак е поголема местност, така да можеби еден дел и да е надвор од опфатот на генералниот урбанистички план на градот. Така да викендици можат, ако си поднесат собствени иницијативи, да се изработат планска документација. Според урбанистичкиот план, што се планира на местото АТШ Берово спроти центрот на Горан Пандев, згоре на се дали на овој простор има урбанизирано базен? Ова е претпоставка спортниот комплекс таму. Да. АТШ Берово е урбанизирано, има градежна парцела со намена Д3, спорт и рекреација. Тоа е во приватна собственост. Јас не знам дали собственикот има некаков интерес за градење, еве, се надевам и дека има. Горан Пандев е веќе при крај во завршна фаза со изградба на објектот. Позади АТШ Берово се наоѓа земјиште кое што е во државна собственост, општина Струмица. Есента, во септември, ќе започне со уредување на тој простор, со изградба, односно изградба на паркинг простор, кој што ќе биде на користење на објектите кои што се наоѓаат во градскиот парк, спортските објекти, и еден дел ќе биде уреден како градски парк, повторно со јавно зеленило, со простор за миленичиња, со повторно езерце, ама еве да не ги откривам деталите. Така. Кога ќе се урбанизира просторот после затворот и кога ќе може да се продаваат парцели? Ова го спомнавме во првиот дел, работиме на измена на генералниот план на делот после затворот кај зградите на Елком. Штом завршиме со измената на генералниот план, донесувањето на деталниот урбанистички план, веднаш ќе бидат дадени на оттуѓување оние парцели кои што се во државна собственост. Намената ќе биде за домување во стамбени куќи и за домување во стамбени згради. Добро, сега можеби да го протолкувам ова, кога ќе може да се продадат парцели? Како парцела, он може да ја продаде сега, така, но без било каква маркица за... Она што е во приватна собственост во секој момент може да биде продавано. Она што е во државна собственост, општината може да го продава само доколку е уредено со детален урбанистички план. Значи, ние продаваме градежни парцели. Така. Според урбанистички план, каде се може да има складови за старо железо? Складови за старо железо. Ако се мисли на складишта, тоа спаѓа во центрите кај што се откупува старо железо и кај што се трупа ова старо железо, предпоставувам. Во намената за стопанство, односно складишта може да се градат во Г 2, 3 и 4 намена. А доколку се мисли на тие депониите за складирање на отпад, сепак е надлежност на Министерството за животна средина. Регулирано е согласно закон за управување со отпад и колку што знам, тоа мора да биде надвор од планскиот опфат на градот. Така. И последното прашање, што планирате за просторот спроти католичката црква Свети Иван кај транзитниот пат? А доколку мислат на просторот од другата страна на транзитниот пат, тоа е со намена стопанство, лесна и незагадувачка индустрија и поголем дел од парцелите се во приватна собственост, ние не планираме таму ништо. Таму нема проширување? Нема проширување, таму е донесен детален урбанистички план, евентуално ако има потреба од асфалтирање на некоја улица, би го завршиле тоа.
Но и да се асфалтира улица, потребно е да се донесе урбанистички план. Има урбанистички план во во таа. урбанистички план, таму се асфалтира. Софија Ристова Патрикова има што да се зборува кога станува збор за урбанизмот. Се надам дека нема да биде последно ваше гостување на нашата програма. Доскоро повторно ќе се видиме, можеби или преку оние информативни издания кога еве ќе се носат тие или ќе има јавни расправи за одредени урбанистички планови. Јас се надевам на повторна средба. Еве општина Струмица од секогаш е била транспарентна и отчетна и секогаш работиме во интерес на барањето од страна на граѓаните. И она, почитувани гледачи, доколку имате било какво прашање, слободно може да се обратите до секторот, каде што ќе добиете навремени информации за и околу она што се планира како урбанизација на општината. Софија, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Пријатна вечер.